Новиот оброк на денот го стартуваме во овој момент. Веќе претходно ви најавив кој ќе ни гостува, нашата драга Билјана Ристевска, позната нутриционистка, која што секојдневно и по социјалните медиуми си нуди најразлични рецепти. Претпоставам нели како инспирација за многумина, затоа што во овие топли летни денови понекогаш и нели не знаеме што да си подготвиме. Иако ако појдете на пазар, во маркет, сето тоа што ќе го видите, како видиме ние изобилство од бои, веројатно ќе инспирира нешто да се подготви интересно во кујната. Биле, добре ми дојде. Веќе разработена. Добре ве најдов. Поздрав до вас и до сите ваши гледачи утрово. Летото некако е период каде што треба апетитот да ни е малку намален, ама ретко се случува тоа. И бараме опција плюс, нели, што може да внесеме од храна, ама да не направи тегоба во нашиот организам, односно да имаме повеќе енергија. За тоа да биде така, постојат навистина хранливи намирници кои што ги задоволуваат дневните потреби од нес на макро и микронутриенти и со самото тоа се комплетен оброк за еден ден. Да, денеска ние и тоа ќе го понудиме, ќе понудиме еден комплетен оброк или оброк салата оброк. Со киноа, која што ќе можете да си ја направите, а при тоа ќе користиме многу вака убаво зелено ми изгледа. Свежо. Свежо. Имаме грашак, рукола, нане гледам таму, и тоа ќе го ставиме? Да. Супер. Краставица зелена, нели, авокадо, така се ќе биде многу и тиквица зелена. Се ќе биде многу убаво, а со оглед на нели намирниците не се сумнувам дека ќе ни биде и вкусно. Ти си подготуваш, си го знаеш редот, знаеш како ни оди се. Киноата, морам да напоменам дека нели треба да биде или откисната или сварена, меѓутоа не долго варење на киноата. Од причина има еден податок за неја кој што говори дека доколку е термички обработена, ги намалува бројот на калории. Доколку сирово, односно откиснат, има околу 350 калории во 100 грама, вака има околу 220 кога е сварена киноата и е добра за намалување на телесна маса, кога сакаме да намалиме телесна маса. Инаку има и низогликемиски индекс, што ја прави погодна за конзумација кај луѓе кои што се диабетичари и се препорачува да ја конзумираат заради низиниот низогликемиски индекс. Има јаглени хидрати кои најмногу отпаѓаат на скропи и се за енергетски единици во нашиот организам. Понатаму таа изобилува со голем процент на протеини во неа. Во 100 грама киноа има дури 14 грама протеини. И од таа причина не треба да биде занемарена во поглед на дневниот внес од најрана возраст кај дечињата, па нели до најстара возраст. Незините протеини се споредуваат со казинот, протеинот кој што го дури се и по нели добри од протеинот кој што го има во млекото. Казинот кој што е така нели добар протеин. Да, казинот во млекото. Добро, убаво спомена дечињата и така многу од луѓето се соочуваат можеби некогаш и за прв пат со киноа со просо кога мили стануваат родители, но тоа е само показател дека таа храна што им ја даваме на нашите деца треба понатака да продолжат и возрастните да ја конзумираат, затоа што ако е добра за дечињата, исто така добра и за возрастните. Имаш чувство дека се користи доволно или недоволно киноата во исхраната? Што вели твоето искуство со клиентите? Знаете како, кај нас некако се луѓе скептични кога ќе спомнете некој нов нели производ и често постои тоа сега од каде тој дојде кај нас. Ние сме го ново, нели? Точно, како е ново, уште го користеле уште инките. Значи инките знаете кога нели живееле и плюс и давале големо значење на киноата заради незината хранлива вредност и здравствен бенефит. Ја сееле со машинерија која што била позлатена. Толку и давале значење на киноата, значи ја сееле со алатките им биле позлатени. Меѓутоа, како супер храна, на листата влегува во 21 век овде кај нас и навистина е супер храна, затоа што содржи, како што напоменам, голем процент на протеини, понатаму јаглени хидрати, растителни влакна, има дури 7 грама во 100 грама киноа, што ја прави погодна за целиот наш дигестивен систем, за перисталтиката, за празнењето на цревата, а со самото тоа и за детоксикација на нашиот организам. Содржи голем број на антиоксиданси, меѓу кои содржи голем процент на железо, на цинк, на Б витамини, на Е витамин. Значи, со самото тоа, не ние, туку научниците ја ставија на листата на супер храна. Супер храна. И ете причина плюс, уште од денес, како не си ја употребувате киноата, да почнете да си ја употребувате.
различни верзии сме правеле на рецепти со киноа. Така што овој пат ви нудиме една салата. Инаку би сакала да потсетам, веројатно ќе ме поддржиш, дека може вака подготвена да си стои во фрижидер. Така? Точно. И потоа да си ја комбинираме, дали за салата, дали за, не знам, каша за детето или за нешто друго. Во стаклена тегла да биде, само да не е во пластична амбалажа. Така? Може да стои до 3 дена подготвена во фрижидер. Нели сега, нели согласно температурите сега што се топли, можеби ако извадите малку надвор, па пак ја внесете во фрижидер веќе да скисли, односно да ферментира и тогаш нели се приметува. Не може да не приметите житарка доколку е нели расипана. Тоа нема шанси затоа што закиселува со самата ферментација. Морам да напоменам дека киноата оди и во сладка и во солена варијанта. Вака овде како што е неутрално сварена, може да додадеме оревчиња, бобинки, може да додадеме кајсија, праска, може да додадеме оревчиња, семки од тиква, сончоглед, лен и да имаме сладок оброк, односно поедок утрински, или како ручек, нели во солена варијанта. Истата можеме и да ја блендаме, доди како каша за дечиња. Може да се прави чорба од киноа, може да се прави супа од киноа, може да се направат полнети пиперки со киноа, може да се направат нели и оние ќофтиња од киноа. Така е, да. Имаш ти умилен рецепт со киноа? Ја секако ја конзумираш. А наједноставно ми ако е вака сварена, да дојдам дома си ставам неколку лажици во салата претходно подготвена и да се и јас така најчесто. Еве сега додадовме и тиквица. Тиквицата ни е свежа и исто така и не е лупена. И не лупена. Ете, и за тоа имаат, мислам дека луѓето си уште некои предрасуди, се сложуваш? Многу. Јас на пример кога ќе кажам, јас кога ќе кажам таратор со тиквичка, викам како да испечем тиквичката? Велам не само ќе изрендате во нели во кефирот или во киселото млеко, ќе додадете нели рендано морковче, нова варијанта на нели на тараторот класичната само со преставичка. Меѓутоа прифаќаат и откако ќе прифатат, значи после не јадам сега друг таратор, ќе јадам само со тиквичка. Или тиквичката исто може како краставица салата да се направи, значи не е воопшто дури мислам дека еве сега толку е слична со краставицата. Да, нема да се точно. Воопшто не се приметува, така што и по вкус верувам дека луѓето ако некој нефтен не конзумира, дека нема толку многу да примети, но ова е уште еден супер момент да знаете дека тиквицата не мора да ја користите само нели термички обработена, можете да ја користите во свежа варијанта, веројатно и многу поздрава. Секако дека нели активните компоненти кои што ги содржи се многу порасположливи доколку е во сирова форма и свежа, отколку да е печена или варена тиквичката. Добро. Ева тиквичката. Сега ќе ја додадеме тука. Како ти е планот? Имаме и авокадо и руколата. Да, и грашак, од 2-3 лажици треба грашак, колку за нели посебен шмек на салатата. Исто и нели за авокадото има ние од нашето поднебје во ред, меѓутоа кога знаеме за нешто дека е квалитетно и корисно, нема зошто да го избегнуваме од исхраната или да не го користиме. Добро, често луѓето знаат тука да прокоментираат дека малку цената му е висока, има и зошто, но ете од друга страна ако не го користите тоа имате. Знаете како, еве цената е висока велиме, меѓутоа ако кажам сега дека еве до 300 денари, еве 279 вчера некоја цена имаше денари, меѓутоа навидум личи висока цената, ама едното авокадо не е 279 денари. Значи да се разбереме, дека е 50-60 денари. И јас тога кога ќе споредам, посебно со младата популација, си ги поздравувам денеска сите млади кои што доаѓаат кај мене, многу често знам и некојаш ми се подналта да кажам, а можете денеска 2 капиња да се напиете и кутија цигари да си купите, ама авокадото е скапо. Или чијата нема, како чијата, знаеш што 70 денари ни вика. Велам ако не ве мрзи дома подгответе. Да. Или ако сакате да ја купите, која ќе споредите со многу работи, точно. Многу лесно достапна на во нашите маркети. Тоа се изговори. Нели нештото е скапо, а тегла мајонез не е скапа. Точно. Авокадото е скапо. Не, ја не се сложувам со тоа на вистина. Да, па тоа се некои стереотипни муамети, да. Значи затоа што да, можеби 300 денари кило, ама како што велиш, едно авокадо не чини толку пари, а супер го напомена овој момент со замената, односно со купувањето кафе денес. Точно, на 3 пати ќе седнат на кафе, ама никако не посегнуваат по авокадо, зашто тоа се повисоки. Знаете како тоа ни влегува во менталниот склоп, веројатно во мајндсетот наш. И ние нели се храниш здраво, да, се храниш здраво, таа храната твоја знаеш колку е скапа. Секогаш така велат, јас да прерачунам месечно, верувајте, дека помалку трошам пари на храна отколку некој што се исхранува со, не знам, брза храна, со сега еден бургер дојде 400-450 денари, значи тоа е ефтино.
Ама здравата храна е поскапа затоа што треба да ја подготвиш после вака нешто да направиш. направиш. Нешто да ти помогнам јас во интерес на време, дали сакаш? Лимонче само пола и толку мешаме, дресинг правиме еден од... Лимонот таму во тоа сакаш? Или каде? Не, пола во салатичката ќе го иседеш, а пола е за 2 лажици ми треба за дресингот. Добро, вака. Киноата кога ја додаваме на крај? Киноата на крај за да измешаме. Добро, веројатно е доволно лимон. Да, малку солца. Тоа по вкус, кој колку се сака и милува. Добро, рековме грашак, да додадам, може? Да, додади го, тоа јас го измерив со 3 лажици. Така, ова се 2-3 лажици, како што напомена. Добро, руколата ќе сецкаме, како ќе правиме? Да, руколата тука малку ќе сецкаме. Добро, рековме сиње од топлото време во автомобил руколата се свари, а свежа требаше да биде навистина. Вчера ја купена се свари. Па добро, имаме пеколни температури денеска и до 40 или над 40 степени и особено вакви салати се и тоа како добро дојдени на вака тешко време би лесно сварливи се, а полни со енергија и со квалитетни калории. И тоа што ни треба. Сериозно, верувам дека голем дел од луѓето не практикуваат тешка храна за време на летото. Но кој би бил еве твојот совет до гледачите, како да се исхрануваме во овој период кога еве навистина вчера беше многу тешко времето, веројатно ќе се сложиш, за денес е највен уште потежок ден во поглед на температурите. Совет е да си го слушаме сопственото тело и организам, затоа што тоа секогаш говори што ни треба, а што е одвишок. Во овие летни денови најглавна значи е хидратацијата, што најчесто ја запоставуваме, односно не внесуваме доволно течности во текот на денот. Кога говорам за течности, не мислам на кафе, индустријски добиени сокови или газирани пијалоци, говорам на вода и ладни чаеви. Меѓутоа ладни чаеви подготвени во домашни услови па изладени, не ледени чаеви купени од продавница кои што изобилуваат со шеќери и нели со други додатоци. Сега вака овде ќе направиме мал дресинг за салатата. Лажица мед. Добро. 2 лажици маслиново масло. Лукчето за каде ти е? Лукчето ми е за едно таму и малку тука. Изрендано треба да биде лукчето. Една. Добро. Сака да ти кажам, те гледам, не го користиш, а ние... Ако не ти е тешко, само излупи едно. Сме љубители на лукче. И јас. Така што... Само бидејќи работам цел ден со луѓе, гледам некаде петок наочер или преку викенд лукче. Нема да ни смета. Да, ќе додадам и малку во дресингот споменати. Лимонче. Мед и маслиново масло. И тука ќе додадеме... Тешко се лупи. Малку нане. Нането треба да е ситно и сецкано, меѓутоа јас некојаш знам и нели вака да го искинам со раце, заради тоа што нема зијано него и да се соџвака. Едно нешто тешко да лупешам, а и во интерес на времето, нели, бидејќи веќе и следните гости се присутни, за скоро започнува новото издание на Да си кажеме. Ево ова полесно си слуби. И кога сме кај цената, овој оброк што е за двајца, чини само 300 денари. Ете, да видите дека здравата исхрана не чини многу пари. И тоа нели што делот не искористивме се. Значи киноата си има останато, си има авокадото останато, значи не се искористени сите намирници. Еве салатата со се дресинг промешуваме. Супер. Преубава зелена салата. Е нели расположлива за конзумирање доколку киноата е сварена па оладена. Нашата е сварена и оладена и веднаш салатата може да се конзумира. Одлично. Биле ти благодарам. Превкусно изгледа, мора да признам, и преубаво и за очи, а верувам и за вкус. Се останато во поглед нели на вкусот и дресингот оставаме на вас да се додадете или одземете нешто, но во глобала намирниците се тие. Може и малку сусам или печени семки некогаш. Семки од тиква, сончоглед, интегрален сусам како додаток на здрави масти и нели интегралниот сусам железо. Се надам дека со оваа салата со киноа ви дадовме денеска добар предлог за тоа што можете да си подготвите во овие топли летни денови. Останете на Телмак, продолжува нашата утринска. Тебе Биле ти благодарам за гостувањето. Не знам дали до крајот на сезоната ќе се видиме, но посакувам да имаш убаво искористено лето. Благодарам вам, поздрав и до вас, за сите гледачи, убаво и мирно лето. Така е. Останете на Телма.